Трета година поред Божичен Бадников ручек за сите, со мотото за Божич и за Бадник никој не треба да е сам. Така да општина Кавадаци заедно со приватниот сектор реализира повеќе од 3500 порции, начело со нашиот познат кувар Горан и со неговите колеги кои што трета година поред доаѓаат во Кавадаци. И така да денеска еве на самиот градски плоштад ќе се делат овие порции. Меѓутоа и на оние најизнемоштени, оние кои се неможни и не може да стигнат до тука, заедно со Црвениот крст, со волонтери ќе му бидат доставени до дома порции со еден оброк како Бадникова вечера или Бадников ручек. Традицијата е многу убава работа, горди сме на ова и гледаме дека се помасовно и станува многу поинтересно и за нашите најмлади, меѓутоа и од млади години се учат што значи нашата вера. Господине Филипов, ја дадовте иницијативата за овој Бадников ручек, никој не треба да биде сам. Колку порции се подготвија и тешко ли е така масовно да се подржува оваа манифестација? Па, знаеш како, ние имаме на околу 3000 до 3500 порции приготвено. Не е тешко, ние го работиме со гордост, затоа што тоа е хуманитарно за народот. Вашите колеги се исто така дел од оваа иницијатива, ја поддржуваат? Да, ја поддржуваат. Имаме шефови од скоро цела Македонија, од Куманово, од Прилеп, од Скопје, од Гевгелија, фактички од цела Македонија. Така. Што се добива за ручек? За ручек па имаме риба, граф, ориз, салата и десерт баклава. На рождество Христово, а за милост, живот, мир, здравје и спасение на сите, овка вадарци и на сиот македонски род, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Велико име Света Троице, Пресвета Богородице, помагај нас. Велико име Света Троице, Пресвета Богородице, помагај нас. Велико име Света Троице, Пресвета Богородице, помагај нас. Молитва ми сијате Отец наш и Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј не. Амин. Христос се роди, дека ни биде за многу години, да сте живи и здрави сите. Господ со своето воплотување, односно земајќи човечко тело заради нас, луѓето и заради нашето спасение, се роди денес од Дева Марија. Го празнуваме споменот на неговото раѓање во пештерата Витлеемска. Тој одбра да се роди во пештера, во понизност, во тајност, но тоа што е Божјо секогаш ќе биде откриено и ќе биде јавно, прославувано со векови и векови. Таа витлеемска радост која ја имале тогаш мудреците од исток кои дошле да му се поклонат, ангелите да му пеат на Христа, присутните пастирите што биле во пештерата ја имале таа духовна рожденска радост, а и 20 столетија и повеќе христијанскиот род ја чувствува и ја празнува таа радост. Таа радост посакувам да имаме сите ние што сме тука собрани и тие што не се тука, и тие што се во болници, во старски домови, болни и немоќни, сите да ја почувствувате оваа божична радост. Христос се роди и за многу години да ни е.